Ако во минатото ова беше болест од која страдаше повозрастната популација, денеска работите се променуваат. Се поголем број на млади лица имаат проблем со покачениот крвен притисок. Неговите нормални вредности, лекарите велат дека се 120 со 80, па до 140 со 90. Истите се менуваат во одминување на годините. Хипертензијата, велат лекарите, е тивок убиец, кој често се јавува без никакви симптоми. Меѓу оние најкарактеристичните, кои треба да ни наговестат дека нешто не е во ред, се главоболка, зуење во ушите, вртоглавица и мачнини. Хипертензијата општо познато дека е глобален светски проблем, здравствен проблем, затоа што се смета спрема статистичките податоци најновите дека околу 1,5 милиарда пациенти, луѓе на нашава планета имаат покачен крвен притисок. Тоа има тенденција дури да се зголемува бројот, така да се смета дека некаде 2025 година тој број ќе се зголеми на 1,5 милиарда луѓе со покачен крвен притисок на нашава планета. Артериската хипертензија, сметаме дека е повеќе како патолошка хронична состојба која ја среќаваме почесто кај постарите популација. Меѓутоа денеска се повеќе имаме млади со хипертензија со покачен крвен притисок. И не за џабе е наречена тивок убиец, заради тоа што хипертензијата представува еден од позначајните ризик фактори за појава на мозочен удар, за појава на миокарден инфаркт, кој што некојаш кај млади за жал може да завршат и со смрт. Некогаш организмот се навикнува да живее со оваа состојба која силно ги оптеретува срцето и крвните садови, оставајќи трајни последици, како што се оштетување на срцевиот мускул, инфаркт, срцева болест, мозочен удар, оштетување на бубрезите. Превенцијата секогаш е половина здравје, но постојат огромен број на луѓе кои не водејќи грижа за своето здравје имаат сериозни проблеми со хипертензијата. По направените испитувања, лекарите одлучуваат дали пациентот мора да зема лекови за регулирање на притисокот или пак со неговата дисциплина и промена на начин на живот, притисокот и без лекарства би можел да се нормализира.